Добро вечер, гледате Отворено студио. Јас сум Боријан Јовановски. Тема на ова издание на Отвореното студио е анализа на пораките кои беа испратени при вчерашната посета на папата. Мој гостин во Отвореното студио е поранешниот амбасадор на Македонија во Ватикан, господинот Бартоломеј Кајтази. Добро дојдовте. Фала, добро најде. Еве, ден потоа, каква е вашата оценка? Што ни донесе папата? Најпрво би сакал да кажам дека верувам дека го делам и мислењето на повеќето граѓани на нашата земја, дека може да се каже дека го обеливме образот и дека го пречекавме папата достоинствено, срдечно, радосно и со добро и отворено срце. Добра организација. Апсолутно, вака од страна... Да ве прашам, кога сме кај тоа околу организацијата, дали оние мерки за безбедност, затворањето на градот, тоа е шема по која се оди секогаш каде што папата Така е, патува? тоа се стандардни мерки за безбедност кои ги наложува Ватикан. Кои наложува Ватикан. Ние бевме сведоци дека во минатото имаше немили настани, па дури и атентат и на папата Јован Павле се сеќавате. Која служба го обезбедува папата? Значи папата има две служби. Тоа е гардата, Тоа се швајцарската гарда, да, и жандармеријата на Ватикан. Значи тоа се две служби кои се грижат за безбедност. Жандармеријата на Ватикан е независна од италијанската, од било која, тоа си е... Тоа е посебна нивна служба која И во рамките на таа служба е претпоставувам тој секрет сервис кој апсолутно имаат своји служби кои ги пратат сите информации, секако во содейство најпрвин со Италија, бидејќи се Ватикан е обкружен со италијанската држава, но и со сите останати служби. А зошто швајцарците? Може ли да јавноста да ја дадеме таква информација? Зошто се они гардата негова? Да, историски настан кој се случил негде во 16 век, кога франачкиот крал значи врши инвазија на тогаш не постоела Италија, туку државите кои биле на тој полуостров и доаѓа во Рим. И кога целата таа линија на одбрана се распаѓа околу папската држава, веќе во тоа време Ватикан не постоел, туку била папска држава, значи централниот дел на Италија, Лацио, регионот Лацио и некои други региони биле држава, каде што папата не бил само верски лидер на католичката црква, туку бил и монарх, значи владетел. И кога се распаѓа таа линија и пред папата не стоел више никој, останале само една гарда од Швајцарија, која малтене и го положиле сите животите за да го заштитат папата. И од таму да, како знак на верност, дека они одано го бранеле до крај, а папата ја формира таа швајцарска гарда. Додиме сега со пораките. Што е клучно што по вас треба да се запамети како порака која ни ја остави папата? Да. Значи пак ќе се вратиме на неговата функција, односно кои компоненти се состојат во неговата власт, да кажеме. Тоа е лидер на католичката црква, врховен поглавар, но и монарх, односно суверен на еден меѓународно признат правен субјект со кој остварува односи дипломатски со останатите земји. Значи во тој поглед, ако би почнале од тој аспект, он ни упати една силна порака да го негуваме она што сме. А тоа сме, како што он кажа, мост помеѓу истокот и западот. Место во кое се испреплетуваат разни култури, разни религии и разни нации. Тоа богатство кое ние го имаме, кое сме го изградили низ вековите, како што он спомна, го носиме печатот на апостолската црква, значи од времето на Свети Павле, фактички влезот на христијанството во Европа. Па и понатамошната наша историја, која знаеме понатаму како оди, доаѓаат разни освојувачи, Отоманската империја која ставила еден печат. Меѓутоа тој микс кој е настанат помеѓу народите, религиите и културите, тоа е она што ние треба да го негуваме како богатство и дека тоа е нашата предност и услов како се однесуваме према тоа и како такви ќе влеземе во иднина во семејството на европските народи. Интересна впечаток направи во јавноста, гледам една анализа која ја објави Нью Йорк Таймс денеска за
со еден став дека практично папата ја потврди Македонија на мапата на светот. Така, тоа беше силна порака од еден влијателен дневник и е доказ дека многу беше исправно што секако ние настојувавме да го донесеме папата овде, да ја посети нашата земја, бидејќи гледаме дека со неговото присуство фактички ние бевме присутни вчера на сите можни меридијани. И тоа не само како вест, туку како позитивна вест, кај што беа испратени многу силни и позитивни пораки. И тоа е многу битно и фактички со тоа ни дадоа признание дека веќе кога сме удостоени да не посети, дека апсолутно сме присутни и важни во односите меѓународни. Некои велат дека ова е посета на папата на известен начин е свето зелено светло за почеток на преговори со Европската унија. Го очекуваме, се разбира, она што е формално правно и важечки, како што е одлуката на Европскиот совет. Но има ли врска? Дали е ова на известен начин може да има влијание врз дилемите кои се отвараат околу во Европскиот совет и тој евроскептицизам кој се јавува сега непосредно пред европските избори? Јасна ми е конотацијата на вашето прашање. Видите вака, Светата столица или седиштето на католичката црква има некои суптилни методи како би ги спровела нивните накани или нивните замисли. Меѓутоа може со сигурност да потврдиме дека европскиот проект е од нивно големо значење. Значи состојбата, приликите во европскиот континент се од стратешко значење за Ватикан, односно за Светата столица. Во тој поглед, секако нашите аспирации, да кажеме не само нашите, туку и регионот кој се уште имаме земји кои не се уште членки на Европската унија, се во фокусот на интересот и дека они со некакви суптилни методи ќе успеат да докажат дека местото на нашата земја и на останатите земји е во тоа идно европско семејство. Вие сте самиот сведок како поранешен амбасадор дека во повеќе наврати, повеќе раководства политички во Македонија упатувале покана до папата. Ова се случува уште од 90-те години наваму. Бидејќи сите раководства одат на оние во сега 20 во мај повторно зачестувањето на Рим, во Рим за начестувањето за браќата Кирил и Методи. Зошто до сега тие покани не беа прифаќани? Не дека не беа прифаќани, едноставно не беа реализирани. Не беа реализирани, да. Значи тие не биле одбиени никакош. Да, претпоставувам. Да. Едноставно темпото на политиките или намерите со кои одредени папи пристапувале врз вршењето на својата функција, едноставно не донале до некое совпаѓање со посетата на овој регион или да кажеме на нашата земја. Меѓутоа, треба да кажеме нешто. Сепак Македонија е важна земја, нели, за Европа и за регионов. Меѓутоа, католичката црква е универзална, таа делува што се вика во светски рамки. И тука има некогаш и некакви приоритети кои се можда и поважни за некои папи. Ете се погоди да сегашниот папа има една интересна политика, например посети многу необичајни земји за време на неговиот понтификат, така да например посети земји како што се например Мароко или Обединените арапски емирати, или Бурма, или Бангладеш, значи Египет, Грузија, Арменија, значи земји кои до сега не биле на мапата на посети на дипломатскиот интерес на Ватикан или на интересот на самиот папа. Меѓутоа овој сегашниот понтив отприлика размислува некако поинаку сигурно поинаку од претходниот папа Бенедикт и се одлучи да во одреден период ги посети, значи како што гледате он беше во посета на Бугарија, па дојде во нашата земја и на крајот на овој месец ќе ја посети Романија.
Беше планирано да ја посети Србија, но поради некои причини, односно се знае точно, не Кои се причини? Да, значи официјалната српска држава го покани неколку пати официјално да ја посети Србија. Меѓутоа, поради функцијата на папата, кој е суверен, како што реков, и верски лидер, он мора да добие и покана од мнозинската христијанска заедница. Во овој случај Српската православна црква, поради познатите причини, одби да даде светло. Зошто ги имаше ставено во таков пакет овие земји во кој е доминантно православно население? Тоа е пак една порака на Ватикан и обид, предпоставувам, за обновување или давање на нов квалитет на диалогот со православниот свет. Екуменски диалог, да. Значи тоа е тој екуменски диалог кој започна да се одвива од крајот на 60-тите години, кога се укина меѓусебните анатеми помеѓу Вселенскиот патриарх и тогашниот поглавар на Римокатоличката црква Павле VI. Точно е вашата констатација, значи во овој дел папата посетува земји кај што е доминантно православното население и со тоа сака да даде еден нов импулс на економенскиот диалог, кој мора да се каже дека во моментот и не се одвива баш најдобро. Предпоставувам, ова е добра илустрација ставот на Српската православна црква. Српската православна црква можеби има Кои се проблемите во тие односи меѓу Ватикан и Цариград? Актуелни. Цариградската патријаршија. Во моментот да знаете дека со Цариградската патријаршија се најдобри односите. Значи, персоналните односи помеѓу претходниот папа Бенедикт XVI и сегашниот со Вселенскиот патријарх Бартоломеј се одлични. Дури и во некој... Па каде е проблемот тогаш во тој... Кои се проблемите, ако може да ги дефинираме? Да. Значи, проблемите се неколку слојни. Прво е самата суштина на диалогот. Значи, што е суштината на диалогот? Повторно воспоставување на христијанското единство. Значи, Исус на апостолите им оставил една црква, ние сме сведоци денес дека имаме многу крила, главните две крила нели се во христијанството, источната, односно православните цркви, католичката црква, понатаму католичката црква се двои со реформацијата на останати делови. Значи проблемите се осим што се внатре црковни, значи доктринални, значи се работи за некакви доктринални проблеми, тоа се и историско традиционални. Значи двете цркви, римокатоличката и православните, знаеме, действувале во разни системи. И во текот на историјата едноставно изгубиле некој контакт и некоја блискост. Како ќе влијае според вас оваа посета врз проблемот кој Македонската православна црква го има со Цариград? Да. Прво мора да нагласиме, тоа е проблемот е внатрешно православен. Значи Македонската православна црква верувам дека проблемот го решава дали ова ќе ги подобри шансите или ќе ги влоши шансите? Па тоа беше една од причините, да, зашто пак ќе кажам, нели, се враќам назад во разговорот дека освен државната покана треба да следи и покана од мнозинската христијанска црква. Мислам дека Македонската православна црква и со право некогаш внимателно одмеруваше дали и како што ќе предизвика посетата на еден католички поглавар во проблемот што го има, нели, со нејзиното признавање. Бидејќи знаеме поради внатре, знаете, во самите православни цркви некои од нив се помалку или повеќе пријателски настоени кон Ватикан. Така да некој кога се настана ова посета, кај некого можеше да предизвика некакви негативни реперкусии во смислот на тоа дека ете православната црква македонска сака да направи некаква поголема близкост со католичката црква, кој еднакво не е точно. Бугарите исто го прифатија, бугарската православна црква ја прифати неговата посета, романската очигледно ја прифаќа, бидејќи следна дестинација му е Романија. Па дури и грчката беше и во Грција.
Така да некои православни цркви го прифаќаат. Од друга страна имаме Руската православна црква која енергично се уште одбива да му даде покана. Да. Да прашам, што се случува со унијатството? Тоа е една тема која периодично се појавува во историјата на општо на македонскиот народ од времето на Гологанов. Киро Глигоров ја отвори во 90-тите години. Унијатството е, да подсетиме, една форма, обид на оние народи кои не се признаени, македонскиот конкретно од бугарите, грците, србите и така натаму, барале преку унијатството барале начин да се формализираат во христијанскиот свет. Што е со таа идеја? Ако тргнеме При што Ватикан нели ги прифаќал без да бара од нив да станат католици, туку ги прифаќал како православни. Тоа е фактички остекува. Што е суштината на унијатството? Ако анализирате зборот католик, значи тоа е на грчки универзален. Значи католичката црква иако мисли обично кога се кажува католичка црква се мисли на римскиот римо-католичкиот дел. Меѓутоа во суштина католичката црква се состои од многу делови. Иако римскиот е најголем, тука имаме значителен дел така наречен унијатски или официјално тоа се христијани или си католици од источниот или византијски обред. Меѓутоа тука имаме и други, имаме копти католици, имаме припадници на арменската копска црква, маронити, калдејци, многу народи кои имаат некои своји традиции, дури доктринално не се многу блиски со римо-католичкиот дел, може да си поблиску и до православниот дел. Меѓутоа тие се заедно во унија со каде што фактички централната фигура, тој е римскиот папа, ја осликува таа универзалност на целата организација. Што се однесува до унијатството како процес, тоа е завршен. Унијатството бил метод на постигање на некаква унија, некакво единство преку прифаќање на тие делови кои не припаѓале номинално на источниот обред. Меѓутоа со завршување на Вториот Ватикански концил на почетокот на 1960-тите години, тој, значи со одлука, значи на католичката црква официјално го затвара тој дел и се смета дека тој е метод кој е напуштен и дека се преминува кон екуменскиот диалог, значи преку диалог доаѓање до христијанско единство. Не со, така да кажеме, откинување на делови од други цркви, во овој случај од православните. Тој метод е завршен. Како оценувате неговата изјава дадена во авионот на враќањето од Скопје кон Рим, каде што прави една споредба меѓу македонците и бугарите? Да. Значи, ја спореди тука посетата на двете земји како многу различна. И са немаше понекое големо објаснување, иако значи таму се наведува дека двата народи се повеќе вековни, од кои за Македонија кажат дека неодамна ја добиле својата независност. Меѓутоа, по мене, колку што ја успеав да видам, сепак мислам дека се провлече еден неуспех, ако може тоа да се каже, е врзан со екуменскиот диалог за време на посетата на Бугарија. Значи не успеа папата Фрањо или Франциск да оствари заедничка литургија со бугарскиот патриарх. Значи тој дел му остана неостварен. Значи они се сретна, разговарале, но не и заедничка литургија. Но не и заедничка литургија, како еден знак дека еве двете цркви настојуваат да постигнат некакво единство. Тој дел изостана. Бугарската православна црква има малце поригиден став врска со екуменскиот диалог и тоа е реалноста. Што се прилетувајќи ја Хрватска им фрли малку и една мала бомбичка на хрватите во однос на Степинац. Да. И што денеска е доста актуелно во сама Хрватска по таа порака. Да. Бискупот Степинац кој нели е блажен. Да. Значи неговиот статус е блажен. Дури завршени се процедурите што ги предвидуваат каноните за негово прогласување за светец. Значи завршена е целата документација. Меѓутоа според католичките канонски правила, додека папата не подпише указот дека е прогласен за светец, таа
Да. Таа процедура стои. А папата овој барем очигледно нема намера поради контроверзното минато на Степинац во времето на Втората светска војна. Да, И неговото кокетирање со фашизмот. Добро, сега тука можеме да тоа е комплицирана тема, многу е деликатна. Очигледно е дека има два погледа. Тоа е хрватскиот поглед и тоа е за нив мнозинскиот дел, нели, е убеден дека кардинал Степинац е светец и дека Добро, заслужено. Поделена е јавноста во Хрватска и друг дел кој го смета. Секој општество има луѓе кои мислат вака и онака. Меѓутоа доминантно е тоа чувство дека светоста на Степинац не се доведе во прашање. Меѓутоа од друга страна па имаме српската страна, оличена не само во државата, туку и најповеќе и во Српската православна црква, која има сериозни забелешки дека неговите постапки, поготово за време на Втората светска војна, се дискутабилни и дека тоа се постапки кои во било кои критериуми не заслужуваат таа личност да биде прогласена за светец. Меѓутоа овој папа, за разлика, тој е исто еден дел од неговата револуционерна, да кажеме, или храбра одлика да носи некакви одлуки што се несвојствени. Непопуларни. Па, дали се популарни или не, кај некого се популарни, кај некого не. Меѓутоа се храбри и го одликуваат неговиот низ, како размислува и што е неговата цел. Значи тој што направи? Предложи формирање на заедничка комисија помеѓу хрватската и српската страна, во која учествува свештени лица, диалог во кој би да видат, да расчистат, да седнат, да разговарат каде е проблемот со личноста на Степинац. И уште нешто околу овој нов папа, она што прави впечаток кај него е што за разлика од една доктринарна и конзервативна доста доктринарен однос на претходните папи, ова е папа кој на известен начин им пружа рака и на луѓето од ЛГБТ заедницата. Што е доста контроверзно само по себе, но сепак он е прв кој има некаков, се обидува да изгради однос и со тој голем процент од католичката популација. Да, тоа е еден дел кој беше така впечатливо првпат пренесен од страна на некој римски папа. И тоа е, пак, ќе кажем, значи негова одлика, он е убеден дека конечниот суд го носи Господ. Да. Дека ние луѓето сме тука да пробаме да се разбереме со друг колку што е можно и да бидеме почовечни. Ако некој одлучи да живее на тој начин или да исполнува такви афинитети, прашање е колку другиот човек има право морално или било какво да го осуди тоа. Бидејќи атрибутите да оценува, нели, според верниците ги кажува самиот Господ. Тој дел он го спроведе онака, значи баш. И за крај се разбира, не можам да не ве прашам, бидејќи остави еден впечаток за време на целата посета, е обраќањето на председателот Иванов, кој пред папата отвори дневно политички, како да кажам, проблеми во државата. Дали е тоа пракса? Има ли некој тука, како го оценувате вие тоа? Па добро, ако мислите дека тоа беше нешто изненадување, ја претпоставував дека во некоја компонента председателот ќе остане верен на своите однесувања за време на целиот мандат и дека ќе биде споменато тоа чувство негово дека на Македонија нанесена некаква неправда која треба, не знам како и зошто баш Светиот Отец би требало да ја исправи. Меѓутоа, што биле неговите мотиви, ја не знам. Меѓутоа, дефинитивно требаше да остане верен на духот на посетата. Тоа е зближување, заедништво, братство, пораки позитивни. Господине Бартоломеј Кајтази, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио и
во друга прилика имаме уште многу се разбира да надевам. разговараме Може би пак не посети. на оваа тема. Благодарам. Тука е крајот на отвореното студио. 1ТВ продолжува со дневникот во 20 часот. Го водиме јас и колешката Кристина Атовска. Останете со 1ТВ.